Оптимизацијата во основното училиште Гоце Делчев Штип е неминовна и се води кон поинаков и нов пристап во образованието. Став е на градоначалникот на Штип Иван Јорданов и директорот на педагошката служба при Министерството за образование и наука Роберт Таџи Петров во емисијата Што мисли народот на телевизија Стар. Тоа е реформа која можеби навидом изгледа дека се практично намалуваат ресурсите кои се инвестираат во образование, но не е така. Оваа емисија, но и во иднина ние имавме средби и ќе имаме средби во периодот кој што следи со сите чинители, за да практично ги обелодениме и ги презентираме чекорите кои ќе следуваат. Во основното училиште Гоце Делчев, но и во сите други основни училишта, ние имаме поразителни бројки кои се последователни од година во година, имаме тенденција на намален број на ученици. Оваа година имаме намален број на ученици во основното училиште Гоце Делчев, но не само намален број на ученици, туку имаме и проблем со сегрегација. Проблемот со сегрегација не потекнува откако Иван Јорданов или Роберт Таџи Петров се на позиција да носат одлуки, туку се проблекува со години наназад. И тоа што проблемите се ставаат во тепих, кај нас е проблем кој што ние решивме да го изнесеме во јавност. Клучно во реформскиот почеток е што наставниот кадар нема да остане без работа. Не се крата средства во образование, дека одбираме една нова реалност во која што, како што напомене градоначалникот општина Штип е предводник но слични одлуки имаат, мислам и општина Струмица имаат и други. Да, има во други веќе се реагира. Општина Штип е предводник и општина Штип носи одлуки и вели добро, во ред. Наставниот кадар ќе го згрижиме, децата ќе ги згрижиме, но ајде да погледнеме на една друга реалност во која што наместо да продаваме на јавноста дека носиме некои одлуки, дека сме против или за нешто, ќе овозможиме систем кој што систем постојано ќе се надградува. Освен во основното, идентични проблеми има во средното образование. Во средното образование имаме огромни финансиски издатоци за вештачко одржување на одредени состојби во училиштата. Што е толку страшно да бидете објективен, да кажете пред јавноста дека ова не е одржливо? Нема поголема доблест од тоа да кажете дека ова вака не треба да биде. Зошто милиони евра да се даваат за нешто што не вродува со плод, за нешто што е неодржливо? Имаме потреба истите тие средства да ги реалоцираме во капитални инвестиции, во подобрување на условите, во модернизирање на условите, во создавање на нешто кое ќе им помогне на сите дечиња да се стекнат со соодветно образование. Тоа за мене е нормално носење на одлуки. Процесот на оптимизација, напомена Јорданов, ќе се одвива постапно во наредниот 5-годишен период.